35-та минута на арената Тодор Проевски. Малку се представи повеќе публика, може би веќе има 5-6 илјади. А и солидна бројка за она како тргна работата. Но она што е најинтересно е Вардар веќе води со 1-0 со голот на Михаил Талевски во 26-та минута. Кој е на брза акција на вардарците некаде од десната страна. Имаше проигрување од Захарик во празно. Топката беше свртена полувисоко во срцето на 16-тникот на Струга, а Михаил Талевски натрча итро на првата статива и со натрешна нога се намести, ја пласираше покрај немотливиот голман Ведран Ќосевски. Вардар победи со 1-0 и не може да се каже дека е незаслужено. Вардарците го изработија своето, а се потврди старото правило дека оној кој екипата која нема да постигне гол ќе го прими. Струга имаше две извонредни шанси при резултат 0-0 некаде на самиот почеток во првите 20 на минути. Не беа тоа некои изработени акции, повеќе беше спретна околности кога топката се дотркала некаде во 16-тникот на Вардар на 5-6 метри од голманот Талевски, но напаѓачите на Струга не беа смодливи, не ги искористија тие шанси, иако искрено немаше ни удар на гол, ниту пак одбрана на голманот. Не и се, она што го гледаме во овие 36 минути овде на арената Тодор Проевски може да ги задоволи вкусовите, може би на најстрогите критичари, иако нема нешто вровно, повеќе се тактизира, очигледно двајцата тренери се подготвиле да одидаат своите и да чекаат шансата за евентуален гол. Тоа му успеа на Вардар, кој рековме не играше, не може да се каже дека беше нити надмокен, дури новинарскиот бележник ја бележи 20-та минута без удар на гол кон голот на Струга, но фудбалот се игра за голови, а Вардар успеа тоа да го постигне, рекол преку Михаил Талевски во 26-та минута и веќе води со 1-0 во финалето на Купот на Македонија, 33-то поред во самостојна независна Република Македонија, односно под покровителство на Фудбалскиот сојуз на Македонија или сегашната Фудбалска федерација на Македонија.